На аеродромите низ светот не е необично да се видат дресирани кучиња кои им помагаат на полицајците во спроведувањето на законот за различни цели. Од приведување на осомничени, откривање на кривични дела, па до спасување и рутинско преварување. Но Дино нема таков опис на работното место. Овој влакнест миленик е во служба на меѓународниот аеродром во Скопје, во сосема друга улога. Да ги развеселува патниците, особено оние кои се нервозни пред нивниот лет. Неговата дресерка, Весна Кисковска, ни кажа дека ово е весел и дружелюбив златен ретривер. Пред 4 години бил роден во Тетово, а сега живее во Скопје, поблиску до оние на кои им треба олеснување на стресот на патување со авион. Главната задача на Дино е да ги релаксира патниците кои што чекаат за својот лет. Значи, знаеме дека патниците доаѓаат, поминуваат сите контроли, додека ги поминуваат тие контроли, нормално не им е веројатно пријатно на сите, и потоа доаѓаат кај гейтовите кои си го чекаат својот лет, тука настапува задачата на Дино. Генералниот директор на ТАФ Македонија, Неџат Курт, вели дека за групацијата што раководи со аеродромот, задоволството на патниците кои минуваат низ аеродромските протоколи е важно. We came across this option of Наидовме нова опција за обезбедување на нешто сосема поразлично. Онаму каде што се вклучени повеќе емоции во истражувањето за мерењето на среќата и удобноста на патниците, идејата во суштина дојде од тој дел каде што имавме можност да го ангажираме зен кучето Дино. На крајот на денот испадна многу убаво. Имаме неверојатен фидбек од сите патници. Меѓу сите наши 15 аеродроми што ги оперираме во 8 држави, ние сме први што го имплементиравме ова. Курт вели дека стресот кај патниците постои уште од самото доаѓање на аеродромот. Се зголемува со процесот на пријавување и безбедносната проверка и трае се до излезот кон авионот, местото каде што настапува Дино. Завршувајќи пасошката контрола и безбедносната проверка, патникот се чувствува малку посмирен. Се враќа на себе и тоа е местото каде што го ангажираме нашето зен куче Дино. Во суштина, тоа е местото каде што патникот е најудобен. Кисковска вели дека голем дел од патниците на скопскиот аеродром сакаат да се дружат со Дино и самите му пристапуваат. Кога се бираше куче соодветно за оваа задача, нормално се бира куче кое што треба да ги има соодветни карактеристики. Прво да е пријатно на изглед, како што е Дино, постојано насмеан и весел, и нормално да има карактер соодветен за оваа задача. Треба да е дружелюбив, треба да е пријатен и со познати и со непознати, и внимателен со постари и со помали бебиња и мали деца. И нормално треба да е социјализиран и дресиран. Дино ги помина сите тестови и влезе во елитната група на кучиња кои се ангажирани на аеродромите. Минатата година меѓународниот аеродром во Филаделфија ангажираше 23 кучиња за да ги забавуваат патниците кои имаат доцнење во летовите или откажани летови. Од земјите во регионот, 4-ножни крзнени терапевти има на аеродромот во Истанбул, меѓу кои овие две, Куки и Алита, кои се сертифицирани кучиња за намалување на вознемиреноста кај патниците. И тие што знаат, и тие што претходно не знаеле за нив, подеднакво уживаат во нивното присуство. За Гласот на Америка, Мартин Николовски.